Почитувани гледачи, добро утро и добре ни дојдовте во вториот дел на утринското издание на Нов ден. Денес ќе говориме за спортот и спортските активности, како и за успесите на Средното општинско училиште Гимназија Гоце Делчев, со луѓето кои што се најкомпетентни да зборуваат на оваа тема. Чест и задоволство ми е да ви ги представам кај нас во студиото господин Горан Димитриевиќ, директор. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро најдовме. Најпрви користам прилика да ги поздравам гледачите на утринската програма на К3 телевизија. Така. Господин Зоран Ивановски, професор по спорт и спортски активности. Добро утро, исто поздрав и од мене до сите гледачи на К3 телевизија. Така. И господин Далибор Димковски, исто професор по спорт и спортски активности. Добре дојдовте. Благодарам. Започнуваме со вас. За вас првото прашање, директоре. Во текот на минатата година, во месец мај, успешно беше организирана гимназијада во која што учествуваа неколку стотици спортисти, а вие се покажавте како и повеќе од успешни домакини. Да слушнеме нешто повеќе за овој настан. Па вака, како сами што рековте, во месец мај, во организација на Федерацијата на училишниот спорт на Македонија, во организација на Општинскиот сојуз на училишниот спорт, Општинскиот сојуз на спортовите, градоначалникот и Советот на општина Куманово како главни покровители и останати спонзори, успешно беше организирана гимназијадата. Рековте и сами, на ова гимназијада учествува неколку стотици спортисти во повеќе спортови. Самата гимназијада беше беспрекорно организирана, имаше едно прекрасно отварање. На наша среќа имаше и добро затварање. На ова гимназијада постигнавме многу добри резултати, што подоцна ќе ги кажеме. И како врв на сето тоа е признанието, оваа статуета, ние сме оваа година прогласени за најспортско училиште во Република Македонија. На што сметате дека се должи успехот? Дали е тоа на прекумерната работа, ангажираност? Па видите, повеќе сегменти одлучуваат за успех на една екипа. Нашите ученици, ние знаеме дека сме најголемо училиште во оваа општина, членуваат во многу спортски екипи. Тие на некој начин се и полупрофесионално ангажирани во тие екипи, со тоа им е олеснета работата на нашите колеги, но тоа не значи дека работата на нашите колеги оди во втор план. Со самиот нивен ангажман тие деца се склопуваат во една целина и се постигнуваат врвни резултати неколку години наназад. Така. Вашето училиште бележи одлични резултати во текот на минатата година и тоа во повеќе видови на спортови. Дали можете да ни потенцирате во што се инволвиравте? Па вака, нашето училиште, јас би сакала една исправка до вас, значи не неколку години назад, него многу години назад. Нашето училиште бележи значителни и случителни резултати на спортскиот план, иако станува збор за училиште со гимназиско образование. Вака, кога сме веќе кај гимназијадата, што се одржа во мај минатата година, 2016 година, нашето училиште беше учесник на ова гимназијада во сите колективни и поединечни спортови. Се представиме како добро училиште со освоени одлични резултати, значи во сите спортски колективни спортови се пласиравме меѓу првите 3 места, така во кошарка машки освоивме второ место, футсал машки второ, голем фудбал женски освоивме второ место, одбојка женски освоивме пето место, одбојка машки освоивме пето место и освоивме 12 медали во атлетика, од кои 6 златни, 3 сребрени и 3 бронзени медали. Значи станува збор, како што кажа и директорот предмалку, станува збор за една плодна и успешна соработка на нашето училиште со спортските клубови, каде што членуваат овие
наши дечиња, значи нашите спортисти, и со самото тоа наше надоградување на нивната клубска работа, таму што работат во клубовите, во нашите наставни активности, допринесува да постигнеме ни вакви значителни и големи резултати, пак ќе стана во конкуренција на една спортска гимназијада од Скопје, академија спортска од Скопје во сите колективни индивидуални спортови, значи ние сме рамо до рамо и ова година фактот дека сме прогласени за најуспешно спортско училиште на ниво на нашата држава, станува збор за едно навистина, иако гимназиско, пак ќе кажем и спортско училиште. Така, тоа е еден мотив за да одите понатамо и да правите уште многу поуспешни организации. Како течат самите подготовки, господине Ивановски? Па секако мотивот постои, но постои врската, значи ние треба да ги одбраниме овие резултати во наредниот период. Подготовката си тече нормално, значи ние секоја недела работиме со тие дечиња, имаме тие во наставни активности преку додатна настава, ги собираме тие дечиња, ги сплотуваме на едно место и правиме една, да кажеме, атмосфера која не води до овие успеси. Така. Господине Димковски, да слушнеме од вас за вашата спортска сала, вашето мислење. Дали е практична? Да, значи од претходно споменатите успеси што ги направи нашето училиште во минатата година и претходните години, сигурно не може да ја поврземе со нашата сала која нема никакви услови за ниеден спорт. Сите овие споменати успеси што направивме во сите поединечни спортови, значи нашата сала не исполнува услови за ниеден спорт. Значи материјално-технички услови. Од димензина, од висина на салата, значи нашето училиште заслужува една модерна сала која ќе допринесе за уште поголем развој на поголеми успеси кои ќе допринесат за нашето училиште во иднината. Господин Ивановски, дали сметате дека младите во Куманово имаат доволно спортски терени? Па вака, мислам дека спортски терени има, но сепак не ги задоволуваат потребите на пошироката младина во нашиот град. Мислам дека треба да се размислува на тој план да овие спортски терени што ги имаме во градот да бидат на располагање на младите дечиња во повеќе термини во текот на ден, да ние професорите и спортските работници да ги користиме тие терени во контекст на подобрување на спортот во Куманово, вадење на нови таленти и секако воедно да се грижиме за здравјето на младата популација во нашиот град. И пак ќе кажам, мислам дека има место за уште многу спортски терени каде што ќе се родат нови таленти и кои ќе го презентираат нашиот град и нашата држава на едно повисоко ниво. Така. Господине Димковски, дали има заинтересираност од страна на младите се повеќе во последните години за некој вид спорт? Па добро, што најчесто одбираат? Доаѓаат некои спортови сега што се помодерни, поатрактивни. Имаме сега, например, тениски терени доле направени нови, таму сигурно ќе биде некоја експанзија на кај тенисот, пливање, градскиот базен како е направен. Се очекува и пливање исто така да почне да оди во некоја развојна линија нагоре, значи фудбал, кошарка, стандардни спортови кај нас што има во ракомет, исто да не заборавиме. Мислам дека од понови спортови што се очекува да бидат, значи тенисот, пливањето и атлетика, имам исто горе атлетски стадион, каде што мислам дека има и клубови кои остваруваат веќе и позначајни резултати на ниво на државата и тоа е, мислам дека. Со вас да позборуваме за успесите на целокупната работа на гимназијата Гоце Делчев. Вака, мислам дека работите во нашето училиште се поставени на високо ниво. Значи, ние не постигнуваме само спортски резултати, постигнуваме и врвни резултати и во сите останати надпреварувања. Значи, по сите предмети можам да споменам неколку врвни награди. Тај првен би се вратил на екстерното проверување и матурските остварувања. Се наоѓаме меѓу првите 5 училишта во Република Македонија. Ова година, минатата година бевме државни победници на
надпреварот во противпожарна заштита. Прво место имаме освоено на регионален надпревар во физика, на надпревар во наноматеријали, пето место на државен надпревар. Врвни резултати имаме постигнато и на останати надпреварувања по хемија, математика, страни јазици, македонски јазици, каде што нон-стоп освојуваме одредени награди. Имаме и наш представник на меѓународна олимпијада во математика, тоа е Теја Стоилковска, која исто така постигнува изворени резултати. Како ги мотивирате и ги стимулирате учениците да продолжат со успесите понатаму? Вие сепак, вака ќе си дадам за право да кажам, вие сте како едно челно лице во моментов на гимназијата Гоце Делчев. Па видите, што се однесува до финансиски стимуланси, нашето училиште е тука скромно. Знаете дека ние сме гимназиско образование. Меѓутоа, нашето училиште остварува неколку меѓународни проекти, меѓународна соработка со останати училишта од Србија, од Турција, од Русија. Тука е билингвалниот проект по француски јазик и користиме тие проекти да одредени ученици прошетаат по светот, да видат и останати училишта како работат. Мислам дека има што да се научи од овие проекти. Ние учествуваме и во меѓународниот фестивал на наука во Ниш, наукниот баук, каде исто така успешно се представуваме со наши излагања таму, дали било по предметот хемија, биологија, математика и физика. Учениците си наоѓаат и мотивација и сами во себе со постигање на врвни резултати, отворени им е патот и за студии во странство и потоа една успешна кариера. Така, некако вашето училиште од секогаш било она училиште во кое што најголем број на ученици сакале да се запишат. Дали започнавте со подготовките за екстерното тестирање на матурантите? Да, па подготовките се пред крај. Меѓутоа, мислам дека ќе има 7 дена одложено почнување со екстерните проверки. Знаеме во какви услови се наоѓаме сега, ниски температури. Распустот е продолжен до 23 јануари со самото тоа и екстерната проверка. Подготовките се во завршна фаза, компјутерите се проверени и очекуваме да и ова година го спроведеме тестирањето успешно и да постигнеме врвни резултати. Так. Господин Ивановски, со вас сакам да позборуваме на една кратка тема, да слушнам едно мислење од вас, што секогаш го привлекува вниманието на сите гледачи. Што мислите во врска со тоа? Порано некако часот по физичко образование се избегнуваше. Секогаш постоеше една група во секој клас која што ги избегнуваше тие спортски активности. Дали и денес е тоа така? Секако дека тој тренд продолжува, мислам морам да бидеме искрени, има секогаш постои некоја мала група, ајде да кажеме од оправдани причини, која се издвојува и не го посетува одредениот час по спорт и спортски активности, но тоа се, да кажеме, во некоја позначителна, да кажеме, мала мера во однос на оние кои се активно вклучени во часот на физичкото порано образование, сега спорт и спортски активности, но ова законетно е некоја една, да кажеме, поосетлива проблематика која се надовржува со нашето модернизирање, да кажем, модерен тренд на образование, значи и сега децата повеќе се свртуваат кон модерната технологија, запоставувајќи она традиционалната, со тоа воедно и, да кажеме, се повеќе некако бараме некој излез да повеќе да гледаме, дали ќе биде тоа на компјутер, на телефон, на лаптоп, па бараме и такви, да кажеме, наставни единици да имаме, каде што на децата ќе им се презентира да видат како изгледа еден наставен час, да кажеме, пример ќе изгледа двочекор во кошарка, да види како изгледа. Мада по мене е многу побаво да учениците директно бидат вклучени во настава и да го тоа видат на лице место како изгледа. Пак ќе кажам, оваа модернизација, значи, во образованието малку ги оддалечи децата од спортот, повеќе се вржани за компјутери, за мобилни телефони, за
и мислам дека ова на вистина представува еден проблем. Без лажна скромност, вие сте еден од најистакнатите професори по спорт и спортското образование во Куманово. Кој метод го користите за да ги задржите учениците на вашиот час? Па не би сакал да се сложам со таа констатација дека сум најистакнат. Сите ние сме истакнати, сите водиме грижа за младите дечиња кои се во нашите училишта, зборувам комплетно на ниво на град, значи за сите училишта. Сите си ја работиме нашата работа онака како што треба во склоп со можностите што ги имаме. Пак ќе кажам, некои училишта имаат подобри услови за работа, некои имаат послаби, некои немаат никакви услови за работа. Значи проблемот е, пак ќе кажам, изградба на нови спортски сали, создавање на услови за да тие дечиња работат во едни стандардизирани, нормални и услови за едно нормално и непречено изведување на нашиот воспитно-образовен процес. Значи, ние не само што ги учиме дечињата дали ќе научи атлетика, кошарка, значи тоа не може со 2 часа или 3 часа неделно да стане нити фудбалер, нити кошаркар. Сепак ние повеќе водиме грижа за оној здравствениот дел кај децата и секако ни треба услови и помагала за реализација на таа настава, па би требало малку повеќе, да кажеме, во иднина да се поведе сметка конкретно на создавање оптимални услови за едно нормално и непречено реализирање на насиот воспитно-образовен, па ќе кажам и здравствен процес во конкретно врзан за насиот предмет. Така. Господине Димковски, хајде, кажете ми, дали лесно можете да препознаете талент за некој спорт кај некое дете? Бидејќи сега некако најчесто се бира тренирање на одредени видови спортови затоа што дел од другарчињата одат на тој спорт. Да. За жал кај нас тоа е така. Обично децата избираат спорт каде што ќе има повеќе другарчиња, каде ќе се осеќаат покомфорно на тренинг. И многу мал број на деца е што се стварно, значи, заинтересирани за некој спорт, каде што ќе сакаат да вложат 100% од своето време слободно и за да напредуваат во тој спорт. Талент може да препознаеме, и значи ние ги гледаме децата, мада тоа треба да се препознае уште во пораното образование, во основното училиште, и каде што ќе се детето од професорот по спорт и спортски активности или по физичко и здравствено образование ќе се упати на правиот спорт за да почне да ги прави првите чекори спортски. Кај нас веќе е доцна за одредување на кој спорт ќе се определи, но се гледаат и деца кои се стварно талентирани, кои што не се занимавале со спорт, а имаат талент. Значи, разни моторички способности кои се развиени на некој ниво кој што немаат и деца кои тренирали по 5, 6 и 10 години. Значи, може да препознаеме, но кај нас е веќе доцна да одредуваме за кој спорт да тренираат, зборуваме ова за професионално тренирање. Иначе за рекреативно, да. Господине Димитриевиќ, се извинувам. Некако во некои западноевропски земји часот по физичко и здравствено образование е задолжителен секој ден, додека кај нас е од 2 до 3 пати на неделно ниво. Вашиот став? Видите, мислам дека спомна и колегата Ивановски, основен проблем се условите за одржување на тој час. Како што кажа и колегата Димковски, ние имаме една специфична сала што не исполнува услови за неедни колективни спортови, дури и некои минимални услови за одбојка. Во останатите земји, значи посетувајќи ги и салите по овие проекти што одиме, има изворедни услови, училиштата работат во една смена и сето тоа возможува во распоредот да се вметнат часови како последен час и при тоа учениците имаат услови каде да остават своја опрема, да одат на туширање за да можат по завршувањето на часот, нели, хигиенски чисти да излезат надвор од училиштето. Кај нас ги немаме тие услови и мислам дека и тоа основната причина што се јавува одбојност кај овој предмет, посебно кај женските ученици. Доколку се остварат услови
нормални за работа, мислам дека интересот за часот по физичко воспитание ќе биде многу поголем. Пливањето како спорт, за него се вели дека е превенција за здравјето и пред се за психофизичкиот развој на луѓето. Да слушнеме од еден од вас двајца нешто во врска со овој спорт. Кои се бенефициите од пливањето? Добро, пливањето има многу бенефиции. Многу, значи прво действува благопријатно на психата, на кардиоваскуларниот систем, на мускулно-зглобниот апарат. Пливањето се одвива во една средина каде што нема никакво оптеретување на зглобовите. Значи, во секој случај благопријатно и позитивно за развој на децата. Јас мислам дека најдобар спорт за да почнат децата е пливање. Значи, Од која годишна возраст препорачувате да се започне со пливањето? Пливањето, значи, нема граница од кога, значи, се зависи од детето. Дали е контактибилно, како прима информации и слуша, може да се почне од 2 и од 3 години со некои разни игри. За секој спорт тоа важи, исто и за пливањето. Првите почетоци во секој спорт треба да бидат некои различни игри, да биде во базен, водата да биде потопла, да ги биде како занимација на децата и потоа доаѓа развој на техника и тие други работи што ќе доведат до некое совршенство во тој спорт што ќе го работат. Значи, 3 до 4 години мислам дека може да се почне да се работи пливањето со децата. Так. Господин Ивановски, новина во нашиот град, барем се уште така е ново отворениот базен. Што мислите за тоа, дали ќе биде корисен и олеснителна околност за развојот на овој спорт во градот Куманово? Секако, слободно ќе кажам дека сме ние најголема општина во нашата држава и ова е еден голем благодет за нашиот град, што добивме еден затворен базен и до него еден отворен базен, значи кој може да се користи во летните периоди, а затворениот може да се користи во текот на целата година. Ова е една придобивка, пак ќе кажам, за нашиот град, за нашата млада популација, за оние сите кои сакат и професионално се бават со овој спорт и за оние кои сакат да се бават рекреативно. Но пак ќе кажам, пливањето е еден од, да кажам, можда повлијателните и поводечките спортови кога станува збор за оној здравствен аспект кај младата популација, од оној корективен аспект. И мислам дека се повеќе и повеќе младата популација ќе се насочува кон овој спорт. Факт е дека работат неколку клубови во Куманово како веќе регистрирани пливачки клубови. Се надам дека бројот на популацијата на млади пливачи, професионални и рекреативни, се повеќе и повеќе ќе се зголемува. И на крајот да се надеваме дека нашиот град покрај плејадата на спортисти што ги има дадено во индивидуалните и колективните спортови, па да се надеваме дека еден ден од нашиот град ќе излезе и некој пливач кој ќе не представува и на некои државни, меѓународни првенства, па и зошто да не на некоја олимпијада, кога имаме една плејада олимпици од нашиот град. Така. Господине Димитриевиќ, дали мислите дека и 2017 година ќе биде успешна како и минатата за вашето училиште и кои се вашите идни планови и проекти? Па видите, постигнатите резултати се сама обврска да продолжиме со работа и понатаму нема застанување. И мислам дека ќе повториме резултати и во наредната година. Напоменав, работите во нашето училиште се поставени на високо ниво. Со оглед на тоа, мислам дека и резултатите нема да изостанат. Тоа би било се за денешното гостување. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана и што го прифативте овој разговор. Се надевам дека ќе се видиме повторно во иднина со некој ваш нов следен успех. Благодарам. Тоа беше се за денеска, почитувани гледачи. Се гледаме утре во истото време со почеток во 8 часот. До тогаш останете на програмата на К3 телевизија.